Srdačan pozdrav do vas, dragi gledači. Drago mi je da можеме повторно да бидеме заедно во овој наш серијал Смислот на животот. И насловот на темата која сакам денеска да обработиме гласи: што е тоа што те мотивира? На почеток би почнал со една интересна мисла од еден познат шкотски историчар, филозоф и математичар Томас Карлайл, кој вака кажал: човекот без смисол е како брод без кормило, скитач, нула или никој. Дали може би ние така се чувствуваме, како брод без кормило? Не го знаеме својот смисол и својот правец во нашиот живот. Секого од нас на некој начин во животот нешто не придвижува. Во поголемиот дел од речниците, придвижувањето, глаголот придвижување, значи да се води, да се контролира или да се управува. Било тоа да сте го зеле волонот во автомобилот и управувате со него, или палката за голф со која треба да го удрите топчето, вие во тој момент водите, управувате и контролирате дали одреден настан, дали одреден предмет, во секој случај, значи, со нешто управувате. Што е тоа што представува движечката сила во мојот и во твојот живот? Може би токму сега не прогонуваат проблеми, неприлики или сме притиснати со одредени некои рокови од страна, дали тоа било работа, дали тоа било студентски предмети кои што ги имаме, било како, рокови секогаш постојат. Може би не прогонуваат болните сеќавања, мачните стравови или неверата од друга страна. Има стотини случаеви и вредности и емоции кои можат да не придвижат во нашиот живот. Еве ги оние кои најчесто се појавуваат. Еден од нив е вината. Поголемиот дел од луѓето ги придвижува вината. Го поминуваат целиот свој живот бегајќи од вината и го сокриваат својот срам. Луѓето кои ги придвижува вината се управувани всушност со сеќавањата. Тие дозволуваат минатото всушност да управува со нивната иднина. Често и несвесно се казнуваат така што си го саботираат собствениот успех, собствениот живот, па некогаш и на оние околу нив. Кога Каин сгрешил, неговиот грев го одвел од Божјето присуство. И еве што оваа книга, која е мерило во нашиот живот, ни вели. Во Создавање во 4 глава 12 стих ги кажува следните зборови: кога ќе обработуваш земјата, таа нема повеќе да ти дава изобилен род. Ти ќе бидеш изгнаник и скитник по земјата. Ние сме резултат на својата вина, на своето минато, ама не мораме да бидеме нејзини затвореници. Божјата намера не е ограничена со нашето минато. Тој одубиец, како што е Мојсей, создал еден фантастичен водач, од страшливец, како што е Гедеон, направил храбар херој, па така и од мојот и од твојот живот може да направи чудо. Само ако ние дозволиме на Бога. Бог се специализирал во тоа да на луѓето им помогне да почнат од почеток. Еве што ни вели Библијата во 32 псалам во 1 стих. Блажени се оние чии престапи им се простини и чии гревови се покриени. Гледате, ако ова го доживеете во вашиот живот, вината нема да биде еден од мотиваторите, од придвижувачите во вашиот живот. Вие ќе чувствувате мир. Минатото нема да биде придвижувач во вашиот живот, она што ќе ве тера да живеете на таков начин. Од друга страна, поголем дел од луѓето ги придвижува незадоволство, бес и лутина. Веројатно ќе ги препознаете одредените личности. Тие ги чуваат своите повреди и не сакаат да се ослободат некако од истите. Наместо да се ослободат од својата болка, така што ќе простат, тие стално го живуваат во своите мисли. Некои незадоволни луѓе
се затвараат и го впиваат својот бес, како сунгерот. Додека други ќе пламнат и експлодираат кон другите. Значи, нема да го скријат својот бес, него ќе го исполат надвор. И едното и другото е нездраво и не може да помогне во нашиот живот. Ова ме потсеќа на една ситуација на еден мој другар кој во еден момент, додека студирал во Јужна Африка, возејќи го моторот, полетел, не знам како се случило, дали удрил во нешто и полетел на 4-5 метри во висина и кога паднал, ја скршил клучната коска. Пошто во таа држава здравственото грижа не била баш на најдобар ниво, а имал уште месец дена до враќање во својата земја, тој одлучил да секој ден со неговиот другар клучната коска ја кршат. Да не и дозволат да зарасте, затоа што ако погрешно зарасте, ќе има проблеми. И секој ден одново тој клацкалица правеле. Така ми кажа, ја кршеле. Така и со овие луѓе. Нон-стоп бесот, незадоволството ги тера да бидат огорчени кон другите луѓе. Бесот повеќе всушност не проведува нас, отколку оној на кого сме се разлутиле. Додека оној кој е виновен, веќе одавна ја заборавил својата вина и продолжил мирно да го живее животот, а додека ние и понатаму крчкаме во својот бол, повторно се враќаме во своето минато, како што го кажав и искуството на овој мој другар. Оние кои те навредиле во минатото не можат понатаму тоа да го прават, освен ако јас самиот не си го сочувам тој бол и останам понатаму бесен. Моето минато е минато. Ништо нема да го измени. Со својата горчина можеме да се повредиме само самите себе си. Затоа е добро да не научи на памет ова искуство. Да настојуваме да заборавиме. Библијата вели во книгата на Јов: вистина, гневот го убива, пазете ги зборовите, глупавиот. Раздразеноста го погубува безумниот. Дали ова вистина? Гнев кој што го имаме во нас, некогаш може да не доведе во една таква ситуација да подосна се каеме зошто сме дозволиле да гневот се исполи во потполност. Од друга страна, ова е веќе трета ситуација каде мнозина ги придвижува одреден страв. Нивниот страв може да биде плод на некоја траума која што ја доживеала. Може би тоа е нестварна, може би е стварна, може би тоа некое нестварно очекување, растење во семејството со премногу строги правила или генетска некоја предиспозиција. Без обврска на причината, луѓето кои ги придвижува стравот често пропуштаат големи можности, затоа што се плашат да ризикуваат. И знаете, остануваат на едно свое ниво. Наместо тоа, играат на сигурно, избегнуваат да ризикуваат и се трудат се да остане она што ние знаеме да го кажеме статус кво или статус на мирување. Стравот е само наметнат затвор кој ќе не спречи да станеме она што Бог планира ние да бидеме. Затоа ние мораме да се ослободиме од него, користејќи го оружјето на верата и љубовта. Од таа причина, еве, каков одговор Библијата ќе ни даде во свое прво послание, апостол Јован ќе ги каже следните зборови: во љубовта страв нема, туку усовршената љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши, не е совршен во љубовта. Дали може би се плашите? Еве, гледате, ова е решение за вашиот страв. Дозволете да Божјата љубов се всели во вас. Да Бог, љубовта која ја покажува кон вас, вие можете свесно да ја прифатите. Од друга страна, одредена група на луѓе, емоциите
се оние кои ги придвижуваат и ги мотивираат да живеат. Еве што кажал еден човек. Се зависи од вашето расположение. Бидејќи вашите емоции се главен двигател во животот. Кога сте расположени, ништо не ви е тешко, имате неверојатен елан за се. Дали може би ова може да го препознаете во самите вас? Јас го препознавам. Во спротивност, ги нема тие пари и тие личности кои би можеле да ве натераат да дадете свој максимум. Значи, во одредени моменти, ако некоја личност имате чувства кон таа личност и емоции, еве, ајде да тргнеме од едноставен пример. Вие кои што сте можеби заљубени, вие кои што сте веќе во брак, сетете се пред брак, кога особата која што ја сакате, било што да ви кажела да направи, што се велеле? Не икем ја сега, не можам. Или и покрај својата можеби не желба да направите, ама затоа што ја сакате таа особа, ќе се натерате од љубов кон неа да го направите. Емоциите, позитивните емоции ве натерале да го остварите тоа. Мнозина луѓе ги придвижува, на жалост, материјализмот. Нивната желба за здобивање се станува единствена животна преокупација. Овој порив, за да се сака повеќе, заснован е едно погрешно разбирање дека ако и имам повеќе, ќе бидам среќен, поважен, посигурен, ама сите тие три идеи се невистинити. Богатството на производи е само една привремена среќа. Сетете се кога нешто сте посакувале во вашиот живот да го купите и кога сте го купиле, колку долго сте му се радувале? Дали денеска му се радувате? Токму таа причина што работите не се менуваат, со време се случува да ни досадуваат и потем сакаме нови, поголеми и подобри работи. Мит е исто така приказна дека ако се здобијам со повеќе, ќе бидам и поважен. Тоа е оно што луѓето, нажалост, денеска го размислуваат и го посакуваат во својот живот. Само вреднувањето е вистинското вреднување, не е исто. Нашата вредност не одредуваат нашите добри особини. Бог вели да највредните работи во животот не се воопште работите. Најчестиот мит кој е поврзан со парите е оној дека ќе бидам посигурен ако ги имам повеќе. Али, нажалост, тоа не е точно. Јас знам луѓе со кои сум се сретнал за време на бившата војна, поранешната војна која се случи во бивша СФРЈ, луѓе кои што имале огромни средства, а останале без еден денар. Го излекле својот живот, само за животот, ништо. И тоа што било на нив, тоа е се што имале. Тие пари ништо не им помогнале. Богатството за момент може да го снема, и тоа поради различни фактори кои не може да се контролираат. Дали вие може да контролирате ситуацијата на планетава Земја, кризните моменти. Правата сигурност може да се најде во она што не може да ти се одземе, во твојата заедница со Бога. Тоа е единствено нешто што ни еден човек не може да ви го одземе. Апостол Павле вели, ни длабочина, ни висина, ни ширина, ни должина, ни смрт, ништо не може да не раздели од љубовта Божја. Еден мудар човек ги кажал следните зборови. Дури кога и последното дрво ќе се осуши, и кога последната река ќе се отруе, и кога последната риба ќе се улови, дури тогаш ќе сватиме дека не можеме да ги јадиме парите. Рокфелер ова го сватил во еден миг од својот живот. Покрај тоа што милионски суми заработувал за кратко време, кога се разболел, парите не му помогнале. И сватил дека Бог е единствен оној кој што може да му помогне. Пророкот Езекијел во 28 глава, во 13 стих, ќе ги каже следните зборови. Ти беше воеден во Божјата градина. Твоите облики беа украсени со секакви скапоцени
камења, рубини, топаз, дијамант, берил, оникс, јаспис, сафир, тиркис, смарагд и злато, сите вешто искаени и нанижани на тебе, приготвени во денот кога беше создаден. Кога ќе очитате ова поглавие, ќе приметите дека ова е слика не за човек, туку за херувим. Личност која била многу близко до Бога. Оне кој денеска, на жалост, најголемите проблеми на оваа наша планета Земја ги прави. Тој е Луцифер, или познат како ѓавол, или како сатана. Гледajte, сето ова го поседувал, Бог кога го создал, тој сите овие драги камења ги имал на себе, украсен бил, али сето тоа само направило во неговото срце да се возгорде уште повеќе. И покрај тоа што бил близок до Бога. Апостол Павле ќе ги каже следните зборови: зашто коренот на сите зла е сребролюбието, на што некои му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа, што вели? Многу маки. Коренот на злото е сребролюбието. Истиот овој писател во втората посланица ќе каже зашто луѓето ќе станат себелюбиви, сребролюбиви, самофалци, горделици, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници. Дали ова може да кажеме дека се однесува на нашево време денеска? Дека луѓето се токму вакви какви што ги опишал апостол Павле. Сите некаде трчат по некои пари, по некој богатство да се стекнат. Нажалост, има една интересна слика која ја видов неодамна на интернет. Човек со 2 торби полни со пари доаѓа пред отворен гроб, тука стои смртта со косата и му вели одложи ги, а од страна еден куп пари. Значи никој не ги однесол со себе во гробот и да ги однесе во гробот дали може да ги користи. Луѓето ќе станат себелюбиви, сребролюбиви, самофалци. Ние денеска живееме во тоа време. Има луѓе кои што ги придвижува потребата за фалење. Дозволуваат да нивниот живот е контролиран од очекувањата на родителите, на брачниот другар или на децата, учителите или пријателите или професорите или од предпоставените. Голем број возрастни луѓе се уште се обидуваат да заработат пофалба од страна на своите незадоволни, дали тоа било родители или било која друга група која што прегеска ги наброивме. Другите ги придвижува желбата да се изедначат со другите. Стално се опфатени со грижа што другите ќе мислат или што ќе помислат. Нажалост, оние кои ја следат толпата обично се загубуваат во неа. Не ги знам сите клучеви за успех, ама клучот за неуспех е да се биде и да се труди човекот да им угоди на другите. Да се дозволи да си под контрола на она што другите го мислат е сигурен начин да ја пропуштиш Божјата намера и волја во твојот живот. А ја верувам дека никој од нас тоа не би сакал да му се случи. Евангелистот Матеј ги запишал следните зборови: никој не може 2 господара да му служи. Ние во народот го знаеме она познато дека никој не може на 2 столици да седи. Али Исус вели дека никој од нас не може 2 господара да служи. Или ќе му служиш на Бога, или ќе му служиш на Мамона, оној кој е сушност Луцифер. Има и други сили кои може да не мотивираат, да не придвижат, ама сите водат во една иста слепа улица. Неискористени потенцијали, непотребен стрес и неисполнет живот. Она што е важно е да живее живот со кој управува неговата смисла, Божјата смисла. Животот со кој управува, го води и контролира Божјата намера. Тоа е она што е најподобро за секој еден човек на оваа наша планета Земја. Ништо не е поважно од спознанието на Божјата намера или целта која што Бог ја има со нас и со
со нашиот живот. Не е тоа успехот, нити богатството, нити славата, нити задоволството што треба да не мотивира. Нажалост, без цел, животот е безцелно талкање. Активност без правец и настани без причина. Без цел, животот е тривијален, беззначаен и безсмислен. Ја верувам дека никој од нас тоа не би сакал да го има. Кои се тогаш предностите на животот со смисла? Живот кој е осмислен, живот кој се води во правец, кој ќе ви направи да бидете и самите задоволни за тоа што го живеете тој живот и на таков начин. Пред се, познавањето на целта во вашиот живот внесува едно значење на смисла. Создадени сме со смисла. Видовме минатиот пат кога зборевме дека ние не сме случајност на оваа планета Земја. Тоа е и причината што луѓето се обидуваат да го откријат со различни сомнителни методи, како што се астрологијата или гатањето. Кога животот има смисла, можеш да поднесеш скоро се, али без смисла ништо не е подносливо. Знам искуства на луѓе кои страдале заради Бога и никогаш не им било тоа тешко. Иако страдањата се тешки во тие мигови, али знаеле дека кога поминуваат низ тие страдања, не се сами, дека Бог е со нив. Дали некојаш можеби овие зборови биле и дел од вашиот живот? Се чувствам како губитник, лузер, бидејќи стално се борам да станам некој, а не знам ни што тоа значи. Се што знам е како да се провлечам. Еднаш ако ја откријам целта, мислам дека ќе почнам да живеам. Дали овие зборови се навистина и ваши зборови и желба? Без Бога живот нема цел, а без целта животот нема смисла, нема значење. Без значење и смисла животот нема вредност, а ниту надеж. Во Библијата различни луѓе ја искажале оваа безнадежност. Еве што вели пророкот Исаија во 49 глава, ќе ги каже следните зборови. Јас пак реков, напразно сум се трудел, за ништо и попусто сум ја истрошувал силата своја, но правото мое е во Господ и наградата моја е во мојот Бог. Напразно сум се трудел. Колку енергија, драги мои, ние до денеска сме потрошиле. А смислата е тука, пред нас. Ни се открива во потполност. Еден мудар човек ќе ги каже и следните зборови во Јов, во 7 глава 6 стих. Вели, деновите мои летаат побрзо од совалка и исчезнуваат без надеж. Дали и нашите денови така пролетале во нашиот живот? Истиот, во истата книга, ќе ги каже и следните зборови. Ми омрзна животот. Нема вечно да живеам. Оддалечи се од мене дните мои се, оддалечи се од мене и дните мои се само суета. Дали навистина нашиот живот е суета? Минливо нешто, како пареа, денеска не има, а утре веќе не. И самата Библија тоа ни го кажува, како трева кое што денеска расте во полето и мириса, и го краси полето, а утре веќе ја нема и во оган се фрла. Дали сакаме да бидеме стоти кој преживеал? Надежта е неопходна за мојот и твојот живот, како што е воздухот и водата. Ние знаеме дека без нив не можеме да живееме. Без вода би можеле неколку дена, али без воздух се зависи од нашиот капацитет на белите дробови. Потребна е надеж да излеземе од бедотијата. Доктор Берни Сигел разбрал да може да предвиди кој од неговите пациенти заболени од рак ќе ја доживеат ремисијата ако ги праша. Дали сакате да бидете стоти кој преживеал? Дали ова прашање
можам и вам да ви го поставам. Луѓето кои имале некои проблеми во животот или ако имале животни цели и желби да живеат, одговарале потврдно. Значи, оние кои имале смисол за живот, имале нешто што ги терало да живеат, ќе одговарале потврдно. И тоа биле оние кои имале најголеми шанси да преживеат. Имаш ли цел? Имаш ли надеж? Е она што е важно. Не само во ситуацијата кога некој е заболен од рак. Пророкот Еремија во 29 глава ќе ги каже следните зборови. Зашто само јас ги знам замислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам, пазете го ова, иднина и надеж. Сакате да имате иднина и надеж? Прашете го Бога. Бог има замисла за вас и за вашиот живот. Тој сака да ве води и да ви даде и иднина и надеж. Дали посакувате да ја дознаете иднината и надежта во вашиот живот? Апостол Павле во Ефесјаните, во 3 глава, во 20 стих, ќе каже: а на оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Ако Бог е наш мотиватор, наш двигател, наш придвижувач, се може да се оствари во нашиот живот. Само ако ние истото тоа го сакаме и посакуваме. Познавањето на својата цел го поедноставува и животот. Дефинирайте што треба да работите, а што не. Нашата цел станува стандард по кој ги вреднуваме, кои активности се важни, а кои не се. Приоритети во нашиот живот. Едноставно се прашуваме, дали ова ми помага да ја исполнам Божјата намера за мојот живот или не? Тоа е можеби прашање кое е важно да си го поставиме во одредени сегменти од нашиот живот, кога треба да направиме приоритетна листа. Дали ова ми помага да ја исполнам Божјата намера за мојот живот или не? Без јасна цел нема да имаш темел на кој ќе можеш да ги базираш своите одлуки. Да се одлучува за своето време, да се користи она што го поседуваш, е многу благословено. Ке настојуваш да правиш избор на основ на моменталната ситуација, на притисоците или расположението. Луѓето кои не ја знаат својата животна цел се обидуваат да премногу работат, а тоа предизвикува од друга страна стрес, замор, конфликти, па дури и болести. Мудриот човек Соломон ги запишал следните зборови во Изреки 13 глава 7 стих. Некој се покажува богат, а нема ништо. Друг се прикажува за сиромав, а има големо богатство. Во што е разликата? Оној кој што има богатство, мисли тоа богатство може да му донесе се. Секој едно задоволство и смисол на живот, како што и прегеска кажавме. Али некој кој што е сиромав, знае дека и задоволен е со оно што Бог му го дал. Радостен е во мало што го има, затоа што е од Бога и е благословено. Пророкот Исаја ќе ги каже следните зборови. Цврстиот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Каде е нашата надеж? Дали ние се надеваме на Бога? Дали цврсто стоиме во Него? Дали Божиот мир е во нас? Драги мои, денеска преку потребно на нас луѓето ни е мирот. А Исус вели, јас ќе ви дадам мир кој што овој свет не може да ви го даде. Колку год да се борат луѓето, мирот единствено во Бога можеме да го добиеме. Познавањето на целта го насочува животот на она што е важно. Се
се концентрираш енергијата и трудот на она што е важно. Стануваш поефективен, така што си селективен. Човекот по природа е тако што вниманието му го одвлекуваат одредени ситници. Ние си играме игрици со нашиот живот. Хенри Дейвид Торо приметил дека луѓето живеат живот на тивок очај. Ама денес е подобро да се каже живот на една безцелна забава. Мнозина луѓе личат на жироскоп. Се вртат во круг со избезумено темпо, не одејки никаде. Никаде не стасуваат. Се вртат, али никаде не стасуваат. Ова се зборовите на Хенри Дейвид Торо. Без јасна цел и понатаму, ние како луѓе ќе го менуваме нашиот правец. Работите, пријателствата, црквата или било што друго, надевајќи се дека секоја промена ќе го смири немирот или ќе ја исполни празнината во нашето срце. Може би често мислиме, може би овој пат ќе биде поинаку. Ама тоа нема да го реши твојот реален проблем. Да немаш цел, да немаш смисла во својот живот. Апостол Павле во Ефесјаните во 5 глава 17 стих ќе ги каже следните зборови: затоа немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја. Снагата на насоченоста и на она што ќе го усмерите во својот живот може убаво да се види на примерот на осветлувањето. Дифузното светло има мала сила, ама со фокусираноста може да ја засилиш неговата енергија. Со помош на лупата, зголемувачкото стакло, светлоста може да се, снопот може да се усмери во одреден правец и да се оствари да биде поголема енергија. Веројатно сте се играле со лупа и кога сте го пуштале сончевиот зрак преку лупата. Што се случувало? Ако има доле хартија или сува трева, многу лесно таа може да се запали и со тоа да изгори. Снопот, енергијата е насочена. И ние во нашиот живот мораме да ја насочиме енергијата. Бог ни ја дал таа енергија, али каде ќе ја усмериме, во кој правец? Нема ништо појако во нашиот живот кој е насочен во еден правец. Од оној живот кој има цел. Луѓето и жените кои имале најголемо влијание во историјата биле луѓе кои што биле усредсредени на она што го работат. Например, апостол Павле бил скоро без ничија помош, го проширил христијанството по целото Римско царство. Подосна имал други соработници кои со времето каде што ќе го ширил христијанството, тие соработници останувале да работат на тоа поле. Неговата тајна била во насочениот живот. Тој ги кажал следните зборови, запишани во Филипјаните во 3 глава 15 стих. Мислиме така, ако пак нешто инаку мислите, Бог и тоа ќе ви го открие. Бог е оној кој ќе ни ги открие нашите намери. На друго место апостол Павле ќе каже, но едно правам, го заборавам оно што е зад мене, а се стремам кон оно што е пред мене. Ако сакаме да во нашиот живот се оствари некое влијание, насочи го кон оно што е важно. Немој да бидеш само површен. Престани да бидеш се. Намали го вложувањето на напорите. Ако треба, изостави некои добри активности и работи и прави го оно што е најважно. Немој да ги мешаш активностите со продуктивноста. Можеш да бидеш зафатен без било каква цел. Ама зошто е тоа сетот? Апостол Павле ќе каже, мислите или мислиме така, ако пак нешто инаку мислите, Бог и тоа ќе ви го открие. Бог сака да ни помогне
da живееме живот со цел, со смисла. Што е тоа што нас не мотивира? Што е тоа што не придвижува и контролира нас како луѓето? Познавањето на целта создава во нашиот живот мотивација. Целта секогаш произведува и страст. Ништо не мотивира или придвижува како една јасна цел која сме ја зацртале. Во овој момент се сеќавам на Новак Џоковиќ, кога како дете рекол дека посакувал да биде број 1 тенисер. Тоа било негова цел. Кон тоа се стремел и дали успел во тоа? Еве гледате колку време е на топ листата. Од друга страна, ако немаме цел, страста се осипува и главната цел ни станува само да останеме во нашиот кревет. Ништо подалеку од тоа. Дури некои беззначајни работи може да не совладаат изморат и да не ја одземат радоста, а не прекумерната работа. Џорџ Бернард Шо ги напишал овие зборови. Ова е вистинска животна радост, да се биде битие со кое раководи цел за која знаеш дека е најдобра. Да се биде природна сила, а не неизвестно себично клупче на болести и јадуковки, на кого му е криво што светот не се превртел наопаку за да би го усрекил. Дали овде можеме да видиме себичноста и егоцентричноста, целиот свет да се врти само околу мене? Џорџ Бернард Шо вели дека јаден и беден е таквиот човек. Ние знаеме дека смисолот на нашиот живот треба да биде воден од оваа книга. Кажавме минатиот пат дека ова се основни упатства дадени од страна на Бога пред да напуштиме планетава Земја. Дали ќе ги применуваме овие основни упатства во нашиот живот? Ја верувам дека сите вие кога купувате нови работи, го читате упатството за тие работи, како на најдобар може начин да тоа што сте го купиле го искористите и долго да ви трае, али и да максимално од него можете да извлечете. Драги мои, Бог ни дал основни упатства. Дали ќе се придржаваме до нив? Познавањето на целта не подготвува и за вечноста. Многу луѓе ќе го поминат животот обидувајќи се да созадат една трајна заоставштина на земјата. Сакаат да бидат запамтени по нешто. Сепак, она што е најважно не е што за тебе ќе кажат други, туку што Бог ќе каже. И ако така го живееме животот, тогаш нашиот живот ќе има и смисла. Оно што луѓето не може да го разберат е да сите достигнувања еднаш ќе бидат надминати. Рекордите надминати, угледот ќе избледее, честа ќе се заборави. На коледжот на кој што студирал Джеймс Добсон, негова желба била да стане тениски шампион. Бил горд кога неговиот трофеј бил поставен на почесно место во школскиот кабинет. И неколку години подоцна некој му го испратил трофејот по пошта. Го пронашле во корпата за отпадоци во коледжот кога се реновирал. И еве што тој кажал. После известно време, секогаш ќе се најде некој кој сите ваши трофеи ќе ги фрли. Дали ќе ги фрли во заборав, дали ќе ги фрли во корпата за отпадоци, али ќе бидат заборавени. Само еден трофеј е важен. Мојот однос со Бога. Што Бог ќе каже за мене и за мојот живот? Како ние работиме на самите себе си? Да се живее за да се оствари овоземско наследство е кратковидна цел. Помудро е да се искористи времето и изгради вечното наследство, а тоа е, драги мои, карактерот. Не си поставен на земјата за да се сеќаваат луѓето на тебе, туку си сместен за да би се подготвил за вечноста. Дали се подготвуваш за вечноста? Секој од нас ќе се појави на истражен суд пред Бога и тогаш неговиот живот ќе биде испитан. Дали ние
вредно работиме на изградба на својот карактер. Не велам дека треба да бидеме вака мускулести, али со оваа слика сакам да кажам дека ние мораме да работиме на нашиот карактер во заедница со Бога. Апостол Павле во своето послание до римјаните во 14 глава 10 стих ќе каже: а ти зошто го судуваш братот свој? Или ти што го укоруваш братот свој? Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Сите ние еден ден ќе застанеме пред Бога на неговиот суд. Каков одговор ние ќе му дадеме? Кога ќе излеземе пред судијата на целиот универзум. За среќа Бог сака да сите ние поминеме на овој суд, да бидеме ослободени од казната. Затоа ни го и дал својот адвокат и својот судија, а тој е Господ Исус Христос. Наше е да го прифатиме. Да го прифатиме Него, бидејќи кој го има Исуса Христа, лесно ќе помине на судот. Библијата ни дава да наслутиме дека Бог ќе ни постави две прашања. Првото, што си направил со мојот син Исус Христос? Дали си го запознал? Бог нема да те праша за твоето религиозно потекло, ниту за одредени твои религиозни пракси, доктрини, ставови. Единствено што ќе биде важно е дали си го прифатил оној кого Бог го пратил, Исуса Христа, и што си направил со Него. Дали си научил да го сакаш и да му веруваш? Дали си го запознал Бога преку Него повеќе и си го засакал уште повеќе? Евангелистот Јован во 14 глава 6 стих ќе каже: јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Ова се зборови на Господа Исуса Христа. Ако сакаме да отидеме кај Отецот, ние мораме да дојдеме преку Исуса Христа. Дали сме спремни? И второ прашање, што си направил со оно што сум ти го дал? Бог ни го дал нашиот живот, ни го дал нашето тело. Што сме направиле со својот живот? Со даровите, талентите, можностите, енергијата, времето, врските и сето оно што Бог ни го дал на располагање. Дали си ги потрошил на своите себични желби или си ги искористил за целта поради која Бог те создал? Целта на овие наши предавања, драги мои, да не подготви за средба со нашиот Создател, со нашиот Искупител, со Господа Исуса Христа. И да еден ден можеме да бидеме заедно во вечноста. Второто прашање е тука, за да ти помогне да уште сега можеш да работиш за добробит на вечноста. Да и на другите им помогнеш да си ја најдат својата смисла на животот и да бидат во вечноста со нас. Тоа е оно што Бог го сака. Нажалост, мнозина луѓе се придвижени од ова прашање. Затоа што се грижат што ќе кажат другите. Престанете да се грижите за тоа што можете да изгубите и почнете да се фокусирате на она што можете да добиете. А што е тоа што можеме да го добиеме? Е вечен живот. Не е само вечен живот затоа што неограничено долго ќе живееме, него затоа што ќе бидеме со оној кој што е сушта љубов, во близина на Бога кој е само љубов. Дали и после сето ова имаме изговори? Немам време за Бога, затоа што сум премлад, затоа што работам на својата мускулатура, затоа што сум пресреќен или премногу истоштен од работата, презафатен со својата работа, а еден ден ќе биде прекасно. Затоа размислете добро. Што е тоа што го мотивира твојот живот? Кажавме, многу луѓе се водени од гневот, од незадоволството и лутината и бесот, водени од стравот, од материјализмот. Многу луѓе имаат потреба за докажување. А што е тоа што нас не мотивира? Дали познавањето на целта во нашиот живот внесува значење, смисла?
Познавањето на целта и ни го поедноставува нашиот живот. Го насочува нашиот живот на она што е важно. Имаме правец во кој што сакаме да се движиме. Познавањето на целта создава во твојот живот и мотивација. Познавањето на целта не подготвува за вечноста со Бога, со Господа Исуса Христа. Дали си спремен да го предадеш своето срце на Господа Исуса Христа? Јас те повикувам да тоа го направиш сега. Да го дадеш својот живот, да се молиш на Бога, да Бог ти покаже што е тоа што сака да го оствари во твојот живот. И да еден ден со него бидеш во вечноста. Наша следна тема е создаден за вечноста. Кога повише ќе размислуваме за тој сегмент од животот, кога веќе го имаме смисолот на животот, али зашто сме создадени за вечноста.